Здраво живо, ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Марина. Здраво, Панче, како си? Ја прекрасно месецов трна работа од вакве гости, секоја недела гости, ние домаќини. Така да многу интересни работи ни се дешаваат, многу сме среќни, многу сме радосни, Многу. што денес имаме специјална гостинка за која што можеби сигурно пола саат би можел да ја најавувам. Това, Да. ова, виолинист, пеач, мајка, домаќинка, шахистка, риболовец, моторџика, што беше друго? Доктор на науки. Пеачка за детски песни, и тоа е оперска певачица, прва виолина, доктор на науки, професор на факултет, на музичка академија. Вечерва имаме Марина. Андријана Јаневска. Здраво, Андријана. Здраво. Уау, Панче, каква најава. Да. Добре. Освен за оперска пејачка, другото може. Ми се свиѓа. Добро, ама гласот ти оди натаму. Да. Инаку, ама добро, не си далеко од вистината, бидејќи 21 година работев во Македонската опера и балет, така што може да се каже, еве и сестра ми е оперска пејачка професионална, така што многу сум блиску поврзана со операта. Здраво, Панче, здраво, Марина, и здраво на сите македонци кои што не слушаат. Голем поздрав и баш сум среќна што сум ваш гостин вечерва. Фала и на тебе што ја прифати поканата. Сега се слушаме Петошно во Германија. Посебно ќе им се заблагодариме на Македонско сонце од Дизелдорф, кој што фактички ни го дозволија контактот или стапивме во контакт преку нив да емитуваме оваа наша специјална емисија во која можеби Адријана ќе ја прикажеме на нашите кои што не слушаат во едно можеби подруго издание, во една подруга улога. Да, секако Македонско сонце се главни, да кажеме, виновници, што и на 15 февруари ќе гостуваме заедно со групата ДНК во Дизелдорф и што го организира ова интервју. Да, сега се слушаме на 15 февруари и ќе се видиме. Панче оправдано ќе отсуствува, ама јас ќе му кажам како беше. Панче, што да ти правам сега? Ама Македонско сонце како што тргнале стварно зема ептен залет, ептен сериозни во намерата некако да ни го промена тука малку на македонците во Германија забавниот културниот живот. Често збориме со Панче на оваа тема баш во епизодите, многу не се допаѓа тоа, што почна да носат наши етаблирани пејачи и пејачки и ние гледаме да не пропуштиме стварно ни еден концерт. И сме кажале со Панче на се одиме, секој кој што и да организира во оваа насока. Секој ќе го испочитаме. Да, ќе го испочитуваме, во оваа насока многу ни се допаѓа што се движи се. Да. Андријана, си била ли на концерт тука на настап во Германија? Прв пат во Германија на настап бев далечната 2002 година, кога всушност, мислам 2002 беше, да, или 2001 или 2002, кога требаш, 2002 во Минхен, кога всушност настапив како второ пласирана на изборот за песна на Евровизија. Тогаш победи Каролина Гочева, првиот пат кога не представуваше, јас бев второ место. И така имаше некој фестивал во Минхен, каде што настапува второ пласираните од домашните. Да. Така тој ми беше прв настап таму, меѓутоа потоа сум настапувала и во Нимберг, во Хамбург, а приватно сум била и во други градови, Берлин, сега бевме минатата година на базарот со моите деца и со сопругот, така што ми се допаѓа многу германската култура, начинот на кој што таму живеат луѓето. Супер. Имаше веќе допирни точки со публиката во Германија. Меѓутоа немаше, не верувам дека немаше допирни точки со, да речем, македонската публика во Германија.
Дали Адријана, досега сите гости кои што ни беа, поставуваме прашањето дали Адријана има некоја, да речем, припрема пред концертот, трема, да се, како да речам, да се Ритуали. спрема, Мгм. ритуали и такви работи. Значи, пред секој концерт, ја чукаме раци, се бодриме, ова, она, повториме, референот ќе го повториме да не сгрешам и сите тие работи. Да. Па добро, вака сега, значи, ние на нашите настапи се подготвуваме секако. Например, еве, конкретно за настапот во Германија, уште во декември месец, веќе го направивме репертоарот, значи 3 месеци однапред се подготвувавме, за да знаеме точно со што ќе настапиме. Значи, многу е важно каде настапувате, пред каква публика, за да знаете, нели, и со што ќе настапите. Затоа што понекогаш, еве, јас имам на мојот репертоар најразлични композиции, некогаш пеам и джез, например, кога има потреба за тоа и така натаму, некогаш, нели, класична музика. Меѓутоа, конкретно за овој концерт во Германија, подготвивме нормално македонска музика, бидејќи сега се представуваме пред македонската публика, така што ќе пеам нешто од моите песни, поп песни, нешто од популарните македонски евергрини од други изведувачи, се разбира нешто од нашиот Тоше, и пола од материјалот планирав да бидат македонски народни песни, се разбира убаво обработени. За сето тоа се погрижи бендот на групата ДНК, тие се навистина огромни професионалци, сум настапувала со нив неколку пати до сега. И тие веќе ги вежбаат песните, значи го направивме репертоарот, тоналитети, тоа мора да се подготвите, за да нема нели таму изненадувања. И тие сега за сега вежбаат самостојно, меѓутоа се договоривме ве сега следната недела ќе се видиме за јас да пробам со бендот, така што сигурно ќе имаме 3-4 проби пред да дојдеме, значи до 15-ти. Таму дента пред концертот ќе имаме тонска проба, бидејќи мора и да видиме и самата сала, озвучувањето и така натаму. Тоа се тие, да речеме, ете така професионални некои ритуали кои што мора да се испочитуваат. А нешто друго особено не, например, пијам вода, тоа заради тоа што убаво ми доаѓа на гласилките, едноставно го хидрирам и самото грло. Понекогаш жвакам мастика пред концерт, тоа е исто така заради тоа што ми се лачи повеќе плунка и на тој начин, значи, ми се навлажнува грлото и можам да издржам нели повеќе да пеам. Друго нешто посебно не, да речеме вечерта ако е концертот, гледам преку денот да не зборувам многу, да не го изморам гласот, нели? Бидејќи тоа и на моите ученици и студенти го објаснувам, значи друго е да свирите 8 сати виолина или пијано или гитара, друго е да пеете, значи неколку сати, затоа што нас инструментот ни е грлото и ние немаме резервни жици. Да, и навистина ние практично сме самиот инструмент. И мораме да се штедиме и да внимаваме, ако сакаме, нели, да пееме убаво. Така што тоа се вака некои ете ритуали, нормално да се наспиеш, да бидеш одморен и тоа да се почувствува и кај публиката и публиката да ужива. Сигурно ќе биде супер, сигурно тоа ќе се почувствува. Многу ми е интересно вака, нели дека ни беше и Каролина и Стефан. Интересно е вака од другата страна да се слушне како одат тие подготовки. Дека стварно од кај да знаеме, нели? Нема што пеачи вака во околина. Супер. Го спомна Тоше. Ти беше му гостуваше на концертот во 1999. Да, на првиот концерт. На првиот концерт ми текнува, бев на тој концерт. Баш убаво. Кога ми текнува, кога се сеќавав на тој концерт, ми текна дека сега не знам колку 14 години имав. И отидов со автобус. Знам дека отидов со автобус и седев и во автобус гледам сега девојка во плав фустан, не го гледам вака доле фустанов, викам шуба фустанов. И добро, толку беше, и идам после на концерт и те гледам тебе во тој фустан. Викам дали е можно да ја видов Адријана Јаневска во автобус. Да. И ми остана. Да, па тогаш јас сум имала 17 години, така, 17 години, се уште не возев, бев малолетна, да.
Така што да, можно е, зошто да не, мислам, Да. сигурно. Како не погледнав нагоре, можев да си побарам автограм и тоа беше многу добар концерт. Знам, картата си ја купив 2 месеци претходно, Да. ја чував во книга, да не дај Боже нешто да се случи. Многу убаво Да, беше. тоа беше навистина, мислам, преубави спомени кога ќе се потсетам сега вака, кога ми текнува, заради тоа што тоа беа всушност и неговите, да речеме, почетоци. Ние интензивно почнавме да се дружиме 98 година, инаку се запознавме 97 година на Макфест. Тогаш Тоше всушност дебитираше прв пат, значи пееше на Макфест, а песната Пушти ме, мислам, се викаше. И се сеќам, јас тогаш пеев придружен вокал со Тања Царовска на Пеце Огненов од Битола. И таму нормално се дружевме, нели, на Макфест. Тоа е всушност најинтересниот дел од фестивалот. Кога ќе заврши фестивалот и кога сите се дружиме. Тогаш баш се сеќавам дека се запознавме, нели, со Тоше и сите зборувавме колку е скромен, колку е талентиран. Значи колку е скромен, како да кажам, непропорционално со талентот кој што го има. Меѓутоа, можеби така е всушност. Сега еве како што стареам, да речем, и запознавам такви високи професионалци, еве меѓу нив е и Симон Трпчевски, кој што исто гостував скоро. Значи, заклучив дека стварно тие луѓе што вистина вредат нешто во светот се всушност многу скромни. И тоа е нивната доблест, всушност. Така што еве да се вратам на концертот на Тоше, ние тогаш почнавме 98 година, тој дојде во Скопје на Скопскиот фестивал и јас тогаш дебитирав и се дружевме сите заедно. Спиеше во хотел Бристол, тоа се сеќавам, таму им беше организирано. И супер беше, имавме проби секој ден. Например, за Скопскиот фестивал се спремавме една недела предходно. Секој ден имавме проби во МТВ. Сега за жал тие студија веќе нели не постојат. Таму беше нели биг бендот на македонската телевизија, вежбавме со ревискиот оркестар. И тоа беа навистина незаборавни моменти. Па си ги знаевме сите песни меѓусебно, си ги пеевме, си пеевме придружни вокали и така натаму. И бидејќи нонстоп се дружевме, се слушавме по телефон секој ден, кога ќе дојде од школа, кога ќе се врати. Тогаш немаше мобилни, нели, на фиксен. Да. И така, па се сеќавам одговорница од школа. И така, тоа беа преубави моменти и едноставно, како да кажам, тоа природно дојде. Мислам дека на некој начин да гостувам на концертот и нормално дека прифатив. Да. И еве ќе ви кажам, и за тој концерт воопшто немавме можност да пробаме. Свиреше еден бенд од Кочани, мислам се уште со нив и комуницирам, многу добри музичари. Меѓутоа не знам зошто не можам сега да се сетам, навистина одамна беше, требаше нешто друго да пееме, ама дали мислам дека и од дождот нешто нели снема струја. Врнеше, да. Па некако во моментот импровизиравме и тогаш на кој му текна, не знам, на Тоше, мислам дека да пееме Маската на Зоро. Да. И така ниеднаш не ја пробавме. Всушност прв пат ја пробавме на концертот, да. И ако приметите на YouTube цело време го гледам вака во уста за да се синхронизираме. Да. Мене не ми текнуваше која песна пеев, дека Мајваш ке побара може има на YouTube нормално, се има. Да, саундтракот од Маската на Зоро, да. Да, многу убаво и спеавте доздола коментарите баш, леле, колку си гласовно си одговараат и се. Да. А и не си се сменила многу некако вака по лик, па си викам, некој што пее цело време, онака не старе. Како пееш цело време, како може? Ами не старе. Си стара. Затоа и јас се распеав на стари години. Ако. И јас и Панче сме распеани, односно Панче е сега распеан, ја порано бев, ќе го спомнеме и за тоа ствари сакав ми да те прашаме за хорот. Злата Меглинска, да, Панче е во хор во Германија. Баш убава. Да. Така да може на аудиција некогаш ќе ви дојде ако ствари тоа е женски хор. Тоа е женски хор. Да. Во Злата Меглинска веќе не пеам, за жал, заради тоа што навистина премногу врски имам, а инаку пеев многу долго време, од мои 15 години па
до пред, не знам, до пред 10 години, сега не кажам колку ја. Се шалам. Така што доста долго време, буквално исто од средно школа, и хорот е на друга димензија. Мислам, тука се развива и оној внатрешен слух и хармонски слух, и треба и кај нас, баш сум разговарала и со доста професори од странство, например, секаде во странските музички училишта има задолжително хор, а кај нас еве нема, например, во нижото музичко хор како предмет. Така што тоа е, треба можеби да се размисли. Многу помага, навистина, хорското пеење. Да, апсолутно. Тука во Ја мислев Германија дека знам да пеам. нема многу. Ја мислев дека знам да пеам, ама кога отидов во хор да пеам, беше сосем подруг ритам, подруг гласот, другачие, подруг. нормално. А за сосем подруг, ја кај сите знаат, Панче пее. Отидов во хорот, леле, викам, ваа че ноти како ваму, ваа сопрани се цикаат, викаат. Ама нема тука бас, многу како ние што имаме, на пример, и во школите, што викаш, и во основно. Јас и во основно исто пее во хор, после и кај Запров имам пеено исто долго време пред да дојдам, и сакав и тука да си продолжам, ама нема многу избор, за жал. Односно, тука сега конкретно во Гисен има, на пример, како дел од театарот, па можеш да се зашлениш таму, и пред некои проекти може да те викна така, неколку месеци годишно, и после... Да, тоа е супер активност. Мислам, иако добро, хорското пеење е поинакво малку, значи не е исто како солистичко пеење, во смисла на интерпретација, сакам да кажам, ама исто како и во оркестар. Не се свири исто во оркестар како соло кога свириш. Меѓутоа и тоа е школа, нели, се учи. Да спомна Тоше Проевски, јас ќе извадив тука некои статистики ово-она. Мене ми беше интересно што во 2000-та година на за евровизискиот настап конкурираат еден куп, да речем, стварно луѓе кои што викам оле. И кој ќе видам, например, на прво место XXL, второ место Каролина Гочева, трето Тоше Проевски, четврто Ристо Самарджиев, пето Магија и шесто иде Адријана. Дали тогаш осети, уште на тоа време осети дека музиката, или да речам, или ќе те води понатаму. Да речем поне дека, окей, пееш и после тоа викаш, окей, доста ми беше, преку глава ми е се, видов, не видов, успеа ваму таму, ама сепак, дали тоа беше, например, така неколку како подив за тебе, понатаму да продолжиш уште повеќе? Да, тоа беше пресвртница, заради тоа што јас претходно си компонирав, нели, мои песни и така, мислам и се уште си компонирам, меѓутоа, тогаш, пред таа, значи 99-та, 2000-та, се запознав и со Григор Копров и со Кире Костов, маестро, значи тие, значи неколку студија беа во Скопје, едноставно кога циркулираш таму во тие кругови ќе се запознаеш, нели, еден момент. И тогаш Копров ми понуди всушност да настапам со оваа песна, предходната година всушност 99-та пеев на Маквест една негова балада, многу убава песна. Оваа ми беше втора песна од Копров и малце беше поинаква кога го снимавме демото, да не беше баш ист аранжманот и малку не ми се допаѓаше, па тука малку нешто менувавме, го викнавме Дамир и Мери, ја поправаше. И после, добро, кога бевме сите задоволни, настапив, нели, на фестивалот. Да бидам искрена, не очекував дека ќе стане толков хит. Јас во моментов не го препознав. Значи, едноставно и за тоа треба посебен талент, како, например, што има Копров, да препознае и да направи хит. Ама после фестивалот, кога утре дента слушнав дека навистина на сите радија пуштаат песната, стана веднаш хит и така натаму, тогаш веќе почувствував дека тоа е некоја пресвртница, бидејќи почна да ми се јавуваат, нели, за интервјуа и така натаму. А јас бев баш 2000-та година, тогаш завршував средно и требаше да се запишам на факултет. Моја најголема желба беше да студирам компонирање, класична музика, од секогаш сум сакала, и конкурирав на Кралскиот конзерваториум во Хаг, каде што и ме примија всушност. И сега тука беше дилемата и дома разговори со моите, па што да правам, па дали да останам, а меѓу време песнава стана хит. Значи Копров ми понуди после и друга песна, значи 2000-та, па
Потоа со Маријан Стојановски, истата година победивме на Макбет во октомври. И практично се некако одеднаш се случи. Со Маријан, па после другата година со Врчак, така тие 3-4 песни беа одеднаш. И јас ајде разговарав со моите, па што, па како да биде. И некако се разубедивме, еве, дека ќе останам, нема да заминам и дека ќе си продолжам, нели, со виолината. Значи, дека тоа нема да го запоставам, дека сепак тоа ќе ми биде главна професија, а ова ќе ми биде како хоби. Заради тоа што мора сепак во животот, барам јас така функционирам, да имате нешто што ќе ви биде приоритет. Значи, и јас тогаш во моментот така решив. А еве Магија ги спомнавте, например со Јован Јованов од Магија, од градинка заедно одиме. Значи од иста градинка имаме слики од како бебиња. Од јасли. Така што пошто во иста населба живеевме, значи градинка, па од 1 до 8 учевме заедно во исто оделение и во средно и во ист клас учевме. Значи цело време бевме буквално неразделни. И од иста населба, цело време идевме исто и кај него, секој ден одев кај Јован дома, нешто компониравме, правевме музика и така натаму. Јас немав тогаш сајзер, он имаше сајзер, па демек нешто ми помагаше. Правевме аранжмани и така натаму. Некако заедно почнувавме и се дружевме и, например, ете, он реши поинаку, повеќе да се посвети тогаш на кариера и така натаму. Мислам, не се запиша тогаш кај нас. А јас продолжив. И така, сега тоа се си носи, како да кажам, свое. Имав едно време нормално и пауза мала, значи не може се да се постигне, затоа што сепак и не е лесен нашиот факултет, посебно па за виолина, каде што на вистина се бара секојдневно вежбање, кој завршил знае. Така што така некако решив да тераме те паралелно. Меѓутоа, сепак да ми биде виолината професија и те имав среќа да веднаш, уште 2 година кога бев на факултет, веднаш ме викна во Македонска опера и балет како хонорарец да свирам. И на некој начин така и таму уште повеќе се извештив. И само што дипломирав на 30 септември 2004 година, од 1 октомври, веднаш ми се јавија утре дента од едно музичко училиште во музичкото училиште во Куманово, Панче Пешев, да им требаше наставник по виолина и јас од секогаш себе сум се гледала како наставник, така што ја сакам таа работа и нормално прифатив, така што паралелно тогаш од 2004 одев во Куманово секој ден, 2 години. Инаку сум од Скопје, за тие што не знаат. Значи патував до Куманово, па се враќав на проба во опера 3-4 сата, а во петок 2 пати одев во Куманово, пошто не можев да стигнам да ги додржам сите часови. Значи одев во Сабајле во Куманово, па ќе се вратам во опера на проба до Скопје, па пак назад во Куманово и така цел ден. Па меѓу време нешто имам снимање. Ја мислам дека јас сум активна во ова. Значи, добро, мислам, мене стварно ми е тоа животот. Јас не би знаела што да правам. Мислам, не сум таков тип. Нема лер, мора нешто да се случува. Те разбирам. Скоро сама изгледа кога да ти прави се тоа многу уживање. Да. Инаку немаше нема да ти дава толку енергија, да. Апсолутно, да. Сега си професорка на факултетот во Скопје? Да. Дали си строга професорка? Прво пред да се прашам што предаваш. Мислам дека не сум таков тип. Мислам, уствари не знам, треба студентите да ги прашат. Не сум строга, нека сум принципиелна, ај така ќе кажеме. Мислам дека сум принципиелна и меѓутоа целта е на вистина да научат студентите. Значи им давам повеќе можности, така натаму, ете, од тој аспект не сум строга. Инаку ми е супер на факултетот. Таму сум од 2015 година и таму исто па едно време паралелно и на факултет и во опера. Така што тоа е, не знаеш животот што ти носи, нели? И меѓутоа на вистина стана едно време напорно, така што од лани веќе не сум во операта, сум само на факултетот и имам навистина многу часови, дури не знам, ептен премногу, ма не ги одбивам. Сакам да сите што сакаат, еве, да имаат можност да учат
и ќе видиме сега дока ќе тераме. Се нафатив па сега. Па ќе се наврата малце сега скрос на во детството. Ајде. Имаш сестра, имаш брат. Како го минеше? Две сестри, да. Тука, кажа самата, дали во почетокот да речеме и сестрата е, да речеме како што рече оперска певачка, какво детство на пример, дали во почетокот сте биле на пример така, дуетче ќе запееме, мотико дечиње на пример, знаеш она детска песничка, па ова ќе се станеме интересно, Адријана со сестрата играат вакво и ќе запеат. Дали уште на време, да речем, од колевка сте го имале тоа? Да, мислам и брат ми е музикал. Брат ми е најстар, па јас сум втора, па сестра ми е најмала, а брат ми е и мислам и тој е музикален, меѓутоа уште од мал покажуваше склоност кон наука, така сакаше да чита многу и така натаму и тоа и си стана сега, иначе е генетичар, доктор на науки по генетика. Јас и сестра ми баш си бевме по музиката уште од мали, со тоа што и сестра ми заврши виолина нижо музичко училиште, меѓутоа не се пронајде со виолината и потоа во средно се префрли на соло пеење. И тука започна всушност да учи оперско пеење во средното музичко училиште и потоа нели дипломираше кај нас на факултетот за музичка уметност, а сега е на магистерски студии во Милано. Така што како какво детство имавме, весело, и таа пееше исто и во Златното славече, има, мислам, две песнички, едната е од Симон Трпчевски песничка, Не срами се Симе се вика. Настапуваше така на детски фестивалчиња, ние сме голема, 8 години сме разлика, јас сум постара 8 години од сестра ми, така што баш бевме разлика, јас кога бев прва средно, она беше прво оделение. Сега таа разлика не се приметува толку, меѓутоа тогаш баш бевме. Така што не знам, најверојатно може и гледајќи ме мене и таа посакала и да свири така натаму, меѓутоа не значи дека тоа ќе и биде понатаму повик нели во животот, пример еве виолината, не се пронајде. Меѓутоа среќа па и моите родители беа многу либерални во тој поглед, во смисла да остават на тоа што нас не води, како да кажам. Најверојатно заради тоа што и татко ми сакал да се запише, прво всушност аплицирал за пилот, па баба ми му ги скинала документите, не сакала и така, па потоа ајде за глумец, па и тоа не бивало. И на крај, ајде било што нешто ќе бидам, нели? Мајка ми исто сакала да биде балерина, пак е нешто значи со уметноста, ама не и дозволиле, па на крај економист беше, значи ја гледав дека, како да кажам, не сака да го работи тоа, а мораше да го работи, нели, за да преживееме, да се прехраниме. И мислам дека ете на свој грб што се вели осетиле како е да работиш нешто што не сакаш и мислам дека заради тоа и не оставија сите тројца да си одбереме што сакаме, никогаш не присилили и мислам дека тоа е навистина најисправно. И сега еве гледам јас тоа да го применувам на моите две деца, 2 сина имам, едниот има 13 години, другиот 10 ке полни за неколку дена. И ние како родители сме должни да речеме да им дадеме можност и прилика, а сега понатаму е нивно, нели? Ќе видиме. Да, скроз биле во право твоите родители и ти исто како што кажуваш. И јас имам еден 13 годишен дома, само уште не може да се одлучи он што му се прави, не е многу по музиката, ама ќе видиме, здрави има време. Дали твоите деца свират некој инструмент? Знам дека рано се почнува кај нас. Да. И двајцата одат во нижото музичко училиште. Големиот свири пијано, сега другата година ќе заврши всушност, нели? А малиот свири виолина и пее. Па приметувате кој на кого е. Да. Душа неаме гитарист, нешто вака, не знам, до сега не покажале за гитара, а имаат можност, ете и гитариот сопругот нели е гитарист. Да. Меѓутоа да. Така што тие си учат нели во нижото, сега ќе видиме за средно. Пак ќе кажам, не ги присилувам. Еве големиот сака историја и географија, тоа многу го влече. Па ќе видиме. Што сака тоа? Тоа е многу важно заради тоа што понатаму во животот тоа е среќата. Значи,
мора да го работиш тоа што го сакаш. Инаку цело време ќе бидеш и уморен и несреќен, нема да сакаш да одиш на работа, а на работа поминуваш пола ден. Мислам дека Така тоа е, е исто да. така. Клучот на среќен живот е навистина да го работиш тоа што го сакаш. Точно. Така е, многу убаво кажано. Марина ги спомна децата, ти ги спомна децата. Дали тоа беше поттик, да речем како, можеби тогаш мислам дека беше и млада мајка, да го направиш тој проект, да речем, да така наречем проект со песничките за дечиња. Мислам дека Да. искрено кажувам, не ги имам слушато, меѓутоа прочитав Мгм. дека били црковно-божични песнички биле тие. Да, имам Дали доста тоа како- песнички. Да, нормално. Значи, претходно не сум ни размислувала, меѓутоа, откако го родив првото дете, значи 2011 година, баш беше многу мал, бебе беше, 4 месеци некаде имаше. И баш се сеќавам, ќе го успивам, па ќе цица, па ајде на брзина седи и прави аранжмани и така натаму. И испробани се дека функционираат. Значи гледам дека моите деца навистина ги засака и ги слуша, а еве сега и внучето мое на сестра ми, значи детенцето кое што живее во Милано, нели, таткото му е италијан, меѓутоа нема врска, ги слуша песнички и ги пее на македонски. Така што функционираат те уште. И многу ми е мило и гледам дека доста колеги ми кажуваат дека ги слушаат песничките. Тоа беше еден проект, значи со препеви на познати песнички од англиско говорно подрачје, меѓутоа со препеани на македонски, бидејќи тогаш се уште немаше, како денес. Денес веќе има. Понатака имав и некои божикни песнички, односно тие се како Christmas carols, нели се викаат. Да. Исто така препеани на македонски, па потоа имав и заспивалки еден проект, значи песнички само за заспивање и приказни, песнички и приказни, и последниот проект ни беше со традиционални песнички, например како Топчето ми падна, такви, значи броенки и така натаму, и тие ги аранжирав и ги снимевме и така, тоа се отприлика тие некои детски проекти. Со децата исто така, многу ми е убаво и во скоро сите градинки имам гостувано, барем тука во Скопје. Така што гледам дека ги пеат и ги сакаат. Супер. Да. Јас не ги знам, морам да кажам, Мгм. ама морам да ги најдам дека имам еден 3 годишен дома, што исто многу многу сака песнички, посебно ќе ги побарам тие за заспивање. Да. Дека без музика, Да. нема заспивање. Моите се Спомна големи, ама ќе ми Да, притребаат за внучни, внуци за сега. внуци. Па така за е. такви работи кои ќе преспиваат тука. Да. Андријана имаше музичко школо. Мгм. Да. Така е. Како тоа се вклопува во целиот твој динамичен живот некако? И сега спомна дека денес беше Да. красно, да. Да. Добро, значи сега кога ќе кажам вака дека се повеќе работи, изгледа како многу цел ден дека нешто работам. Што не е далеко од вистината, меѓутоа тоа се пак пократки делови во текот на денот. Значи мене така ми е многу полесно отколку да треба 8 сата да седам на едно место и да работам, така повеќе се уморувам. Сум забележала. Така што како да ви кажам, еве имам активности во текот на целиот ден, меѓутоа имам паузи измеѓу тие активности и заради тоа мислам дека воопшто не се заморувам. Инаку за школото веќе 5-та година еве го тераме. Така што тука сме, мислам, јас го оформив, меѓутоа ми помагаат и уште тројца колеги, пианист, виолинист и уште една наставничка која што ми помага со пеење и солфеж. Бидејќи навистина имаме многу деца, околу 150 и не можам, мислам, јас кога почнав сама, меѓутоа гледам дека нонстоп се запишуваа, нели, нови деца и едно време видов дека не можам да постигнам, а навистина квалитетот ми е многу важен, не само да има деца и да нема никаков резултат. И така се решив, нели, да ги поканам и колегите, така што еве уште тераме истите, супер ни оди, така што сега од септември ќе се прошируваме и на друга локација и по големо ќе биде школото, така што ќе можеме да услужиме и повеќе дечиња. Инаку се изучуваат солфеж, виолина, пијано и пеење. Значи солфеж, виолина и пијано класична музика, исто како во нижо музичко, додека пак пеење, тоа си еден мој концепт, да речеме, сама си го измислив како метод. Таму не се учат ноти, туку се учи нормално вокална техника, дишење и така натаму за популарни жанрови. Значи,
Тоа е, да речеме, адаптирано на деца што, например, не сакаат баш на класична музика, нели, да учат, меѓутоа, пак е позабавно, интерактивно и така. Ја би се осврнал сега на твојот последен, да речам, академски Мгм, степен, мгм. а тоа е твојата докторска дисертација, која што ја извадив припремен, наречена е, Драго ми е. не ја носи титулата Македонското традиционално народно пеење во Мала Преспа, Голо брдо и Гора. Така е. Како дојде на таа идеја, таква, да речем, дисертација да бараш? Да, Или епа, на тоа да се базираш? Да. Ке пробам да бидам пократка, нели, бидејќи долго е приказната. Прво, тоа е, значи, етномузиколошки труд. Тоа нема врска со класична музика и за мене беше нешто ново и требаше, сега поново, не знам дали знаете, за трет степен се полагаат плюс дополнителни 20 и кусур испити како нов факултет. Не е како порано само докторатот и толку. Така што мене тоа добро ми дојде, сакам да кажам, бидејќи преку тие испити всушност и навлегов во етномузикологијата како посебна, нели, гранка и сосема друга терминологија и се е поинаку, нели, од класичната музика. Како дојдов до идеја? Еден ден бев кај професорката Катерина Тодоровска, која е професор по историја во Институтот за национална историја, и всушност таа бараше некој музичар кој што би можел да ја помогне околу проширувањето на, да речеме, тие истражувања кај македонците во Албанија, таа беше, нели, посветена на тоа, и мене ми изгледаше како доволно добар предизвик да се нафата. Меѓутоа, тогаш се уште не беше акредитирана таа програма за докторски студии на Институтот за фолклор и практично јас почнав така, да, значи без, како да кажам, предходни ниту предзнаења, ниту ништо, сама отидов, само иницијативно. Значи, само, тоа ми го предложи професорката и тогаш беше 2014 година. Јас бев, значи, бремена со второто детенце, 6 месец, и што да ви кажам, значи, тоа е навистина еден исцрпувачки, како да кажам, момент, бидејќи тоа се услови каде што нема прво пристап со кола, нема пристап со возила, треба да одите пешки, ни шуми, и села и така натаму, па да барате бабички кои што ги знаат песните, повеќето, нели, од песните ги пеат жени, меѓутоа имаше и мажи. Така што останав едно недела дена во Албанија, во Тирана се сместив, па потоа одев и по селата, нели, во Мала Преспа, па во Голо брдо. Меѓутоа, со тие преселнички родови снимав во Тирана, бидејќи скоро сите се преселени, веќе во Голо брдо и ретко кој живее, и во Гора. Значи, тоа сега, да речеме, беше во рок од 5 години, ова го правев. Значи, истражување, одев, нели, неколку пати, така што потоа излезе акредитацијата, па се запишав и потоа беше многу полесно со помош на професорката Родна Величковска, која што ми помогна сите тие снимки да всушност ние ги класифицираме жанровски и така натаму како што треба, нели, да испадне еден убав етномузиколошки труд. И се одлучив на тој чекор, бидејќи сепак за докторат треба да имате и рецензенти, значи сакав да биде трудот прегледан од навистина врвни интелектуалци и познавачи на таа област. И мислам дека не погрешив и сепак оставивме едно дело убаво за Македонија, а потоа, нели, самиот труд го претворив и во книга, па ќе ви донесам и книги во Германија. Не знам колку имам багаж, треба да проверам. Да. Така што еве вака се потрудив да бидам што пократка, меѓутоа тоа отприлика и мислам дека не погрешив и дека навистина, ако ништо друго, барем тие песни успеавме да ги зачуваме како македонски песни, бидејќи јас додека снимав таму сретнав во многу наврати бугари, кои што исто така снимаа и сакаа песните да ги прикажат како бугарски. Да. Сега ќе само уште едно прашање на ова. Дали е можно или дали постои шанса од таа, мислам и дека решершира во решершите негде со 150 песни дека се, околу 150 песни се, дали е можно од тие песни, да речеме, еден ден да
да дојдеш на идеја или да речеш, окей, од таа песна ќе направам композиција и ќе се испее, ќе се онака ќе Да, 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 од да. Вардаре Јас или уште кога ги собирав песните, веќе знаев кои се тие. Има десетина Океј. песни кои што се уникати. Значи никој никаде ги нема испеано и само таму ги има. И јас би сакала, разговарав и со некои аранжери од тука и со мои колеги, пријатели, музичари, да тоа на вистина треба да се сними. Значи да не остане само со ноти, треба да се сними и да се изработат тие песни, така што да одговорам на прашањето, ќе биде тоа и тоа ќе биде наскоро. Супер. Ја многу се восхитувам вака на некој што пишува докторат, морам да признам. Самото тоа што се посветуваат години и години, 9 години се посветила на ово прочитав, Да. на една тема и да и навлезеш толку во суштината и да излезе нешто после опипливо, значи книгата нешто што стварно ќе остане на Македонија во наследство, тоа е стварно посебно па вака со фамилија и со обврски со работа стварно за почит. И јас ќе си ја набавам обавезно книгата сега во април кога ќе одам, стварно многу ме заинтересира. Не мора да ја нема багаж многу за жал со видов дека е голема. Да, тешка е малку, да. Ќе останеме на темата малце денешно. Сега ја кажам, јас сум малце подолго време излезен од Македонија и со школскиот систем завршив како шумарски инженер. На мое време во предметот македонски беше обавезна лектирата Цветови од Славко Јаневски. Втиквеко негде, в некое село. Да. И така натаму, моравме да знаеме. Како е денеска, имаш ти двајца синови во школа, дали тоа ме интересираше бидејќи па немам допирни точки сега со школото во Македонија, ме интересираше дали денеска од Бели Мугри, Ленка се учи, се рецитира по тој предмет. Да, учат нешто на памет, иако не толку колку ние кога сме учеле. Тоа сакам да кажам. Да, за жал сега и по поинаква програма учат, значи не е баш истата програма, не знам пред колку години се смени, нели сега некоја Кембридж висам, нели програма. Така што има нешто што се учи на памет, меѓутоа за жал нели колку ние и не се обрнува толку многу внимание и на македонските писатели, поети и така натаму. Колку што би требало. Точно. Тоа беше поентата. Оти верувам дека ова работа, например, тој проект што го направивте, например, со Игор и ти, тоа е проект на, значи, ја кога и ден денес, секогаш кога ги слушам, морници ме навраќаат и се сеќавам на времето кога ние сме ја рецитирале таа пред таблата, ќе ни извади, бораш, да знаеш, единица, петка, тројка, двојка, ако сгрешиш нешто лево, десно. И тој момент ми беше сега интересен да прашам од некој кој го прошнал како родител, и како второсно, па сепак да речем што си во некој проект кој што е поврзан со, да речем, нашата книжевност, нашата уметност. Значи, и ти тоа го гледаш дека сепак, како што и јас верував дека тоа е така, дека сепак некои работи одат во заборав како генерациите, како што идат. Да, апсолутно. И сменети се и различни лектири читаат и така натаму. А за песнава сега ме подсети со Игор Џамбазов. На настапот инаку еве да ви кажам, требаше да пееме заедно во дует да испееме песната за Ваташа. Меѓутоа Игор не сакаше да пее и не му текна идејата да всушност ги укомпонираме, да кажеме на некој начин, и оваа песна за Ваташа и песната Цветови, која што исто така е посветена на масакрот таму и на ваташките деца, така што мислам дека него сигурна сум, гледам и по реакциите дека навистина допре до публиката и до оние присутни во салата и спојот исто така со Мирча Ацев, хорот беше неверојатен. Идејата беше на Ранко Бубамара, да го пофалиме. Секогаш така има некои интересни идеи и во вистинско време мислам дека ја отпеавме песната и на некој начин ја оживеавме, бидејќи искрено да бидам, јас ја имав слушната, меѓутоа дека нешто многу беше популарно не беше, мора да се согласиме. А гледам дека сега веќе ја пеат децава и тоа е всушност и целта на преработките на македонските народни песни, да едноставно им се продолжи векот. Да.
Така е. Дали имаш некои очекување сега од настапот во Германија? Искрено не знам како ќе биде. Последно вака што настапува беше во Швајцарија за Василица, значи лани исто вака овој период. И таму, меѓутоа добро, таму знаев што ќе очекувам, бидејќи таму и повеќе сака и народна музика и така натаму. Сега овде ќе биде и со ДНК, кои што се и мои многу добри пријатели, супер бенти и супер музичари. Така што прво очекувам дека ќе има добра забава. Значи не може да нема добра забава. Да. И ние самите да си поминеме убаво и со тоа, како што Приска кажав, да на некој начин го пренесеме, значи на публиката, па и вие да си поминете убаво заедно со нас. Да. Сигурно ќе биде морам така. да признам, али верувам ова речи Марина ќе ме потврди дека забавите кои што Македонско сонце ги прават се посебни, се доста посетени. Така е. Кој што рековме, желни, да речем, диаспората или ние македонците во диаспората сме желни за да доаѓаат гости од Македонија кои што ќе за момент можеби ќе ве направат како да се во Македонија, така е. Точно, ќе не вратат од таму кај што сме, да се осеќаме како да сме во Македонија, да си ја отвориме душата, да си го заиграме орото, да си го запееме, па и да се напиеме ако треба. Секако. Затоа тие настани кои еве сега да речем Македонско сонце ги прават се за поздравување и за поддржување и ние понатаму ќе продолжиме во секој случај да ги поддржуваме на било каков начин. Така е, а особено е за поздравување тоа што нивната работа е хуманитарна. Значи, бидејќи знаеме и доста агенции кои што работат, меѓутоа тоа е од чист профит и чист бизнес. Меѓутоа, кога станува збор за Македонско сонце, знам дека нивната работа е хуманитарна и навистина им се восхитувам што навистина тоа го прават од такви побуди и знаејќи дека еве и моите колеги Наум, нели сега беше скоро минатата година и исто со него доста се дружиме често, ми кажа дека навистина преубаво поминал, не се сомневам дека и овој пат ќе биде барем исто. Да. Па не сме сменети се и луѓето нели од Македонија што доаѓаат на сменети. Порано биле повеќе нели кастарбајтери повеќе за привремена работа, сега веќе се селат со цели фамилии, си работат во нивни полиња и веќе се тука нели стационирани и повеќето можеби не ни размислуваат за враќање назад, затоа ни требаат вакви настани, ама за среќа со Панче тоа зборевме, некако ќе се погоди на некој месец по некоја ваква голема и убава забава. Супер. Освен кога не си на концерти, Панче нешто истражил дека имаш и многу други хобија. Да. Ги наброја Преска, нели? Мене што беше чудното беше тоа, со едно хоби, со друго хоби не можеш некако вакво е. Ако си риболовец, треба да си смирен, значи. Да. Чекаш, па мрда, па вака, па осет ваков така. Не ти оди со моторов, така? Да. Од една страна тоа те смирува. Од друга страна се уште верувам дека имаш, чекај момент, кај ми беше пишанката кај ми беше Хондата CBX. CBF, да. Се уште ли? Да. 600 кубика. Се уште имаш. Да. Од друга страна, зборуваме за хоби кое што е доста динамично, во кривина, се легнува, па напред, па брзина, па ова, она, и сите тие работи, и тоа не беше јасно. А од трета страна па шахов. И шахов. Да. И викам, окей, значи ептен, динамично, балансирано, релаксирано. Па да, може така да се каже. Добро, јас од мала уште сакав такви игри, да кажеме, пазли и така натаму. Нешто што ќе ме заинтригира, да размислувам. А инаку, како мала, кога бев, немаше шаховски школи и немаше каде да учам, реално.
немаше ни интернет, како сега да си пуштиш па да гледаш парти и така натаму. Нешто што имаше некои книги од Белград, успеав да набавам и така натаму, меѓутоа тоа навистина беше малку и недоволно. Дедо ми нешто ме учеше и тоа беше се. И потоа на една проба со Света Злата Меглевска во домот на градежниците видов дека всушност имаат шаховска школа, Гамбит, во истата зграда и се качив и прашав дали примат стари ученици. И бидејќи таму веќе имаше нели дечиња, и нормално, нели, ме се запишав, ме примија и одев секој ден на шах и тренирав по, не знам, 7-8 сати, мислам и дома, нели, кога се вратив. Сега тоа, нели, што ми недостасувало, да го надополнам. Навистина, многу интензивно тренирав и одев и на надпревари, така што практично престанав толку интензивно да се бавам кога ги родив децата, заради тоа што како шахот, како и се друго, и спорт или уметност, како и да го наречеме, бара континуитет и работа, што јас во моментов не можев, нели, да си ја дозволам. Така што тоа е околу шахот, меѓутоа знам до ден денес и да се уште, нели, си играм и така натаму. Сега со риболовот, тоа пак дедо ми ќе го спомнам и тој беше исто риболовец и татко ми. И некако, не знам, научена сум, како да кажам, ние како деца летувавме ностоп во Струга или во Охрид. Значи не сме оделе на море на летување и таму стално фаќаа риби. И татко ми и мајка ми. И мајка ми сакаше исто. Така што мене тоа најнормално некако ми беше. И се уште така ме а геве гледам и моиве деца исто сакат. Сега кога одиме задолжително носам трска, значи на секој одмор и така што си ја продолжуваме традицијата, да. А со моторот тоа испадна, еве така да кажам, инцидентно, заради тоа што тогаш беше во ек короната. Всушност седевме нели цело време дома, јас како што е познато не можам да седам. И да, и нешто сакав да правам, нели. Мојот кум, значи пријателот на мојот сопруг, кој што живее тука во наше мало, и тој е моторџија, и сега толку пати доаѓал кај нас, никогаш не ми текнало. Меѓутоа, ете, тој ден еднаш кога дојде со моторот, не знам што ми текна да свртиме едно кругче тука низ мало, и толку беше, значи се заразив. Да, само што се вративме, седнав на маса и веднаш се јавив во автошкола, резервирав од утре дента на часови да одам. И веднаш положив од прва и само што положив, утре ден да бевме купивме мотор. И ден од акција. Значи од идеја до реализација 1 месец помина. И така што веднаш после тоа негде возевме, добро, додека да се научам и така натаму, бидејќи сепак е голем мотор, а јас претходно ни скутер нема возено, ништо, никако, ни мало моторче. И, ама некако и ме убедува и татко ми и маш ми, земи си скутер, викам се, а или ќе возам мотор или... Скутер, кажеш. Да. Така што некако многу ми се погоди моторот, најискрено да бидам, и јас имам таков авантуристички дух, слободарски дух и доста во летно време, цело време сум со моторот, а прв пат го палам вака сега од прилика на еве пред да идам за Германија, сега ќе го запалам, почеток на февруари, и отики има сигурно некои сончеви денови, значи гледам да е температурата некој, да не е пониска од 10-15 степени, да може нели да се вози. Да. И така, па потоа се до октомври, мора и до ноември, мислам дека го возев. До Митровден беше топло оваа година, односно минатата. Така што има сончеви денови доста во Македонија, може да се вози. Се патиштата не ни се како во Германија. Треба малце слалом. Тука многу возат мотори, многу. Ја за риболов може би се одлучила за шах. Ама во Германија мене досадно ќе ми биде да возам право само. Тука треба. Преди во Македонија да избегнуваш дупки и така натаму, нели? Да, баш. И тоа си е авантура. Покрај сите твои обврски, покрај сите твои хоби, да речем и ова се, наоѓа ли Адријана време за кујната? Омилено прашање. Наоѓам време да јадам, да. Сакам да јадам.
Кујната му ја препуштам на сопругот. Аха. Да, тој ни е вака главен готвач дома. И свекрвата, бидејќи заедно живееме во заедница, така што не се бунам. Браво, супер. Гурман. Прекрасно. Да, гурман сум. Летно време, бидејќи живееме во куќа, правиме скара, исто така доста често ги викаме нашите пријатели, се дружиме во двор, правиме и риба, секако. Така што... Фала Богу. Фала Богу, у ваша куќа, ако нема Да. риба на друго место, кај ќе има? Така е, да. А ви се десло ли некогаш да си направите, бидејќи сте се музикална фамилија? И сега имате викенд, и сега недела, никој ништо досадно ние, што правиме, еден зима гитарата, другиот зима ваквото и си певкате, си попевувате. Да, се случува многу често. Па скоро, како ќе ни дојдат или блиски некои луѓе, скоро секогаш. Така што, да, имаме гитара, сега това. И надвор, и на тераса, да не се станува, нели одма тука да биде при рака. Понекогаш јас со виолината, порано повеќе, сега поретко, сега повеќе пеам. И меѓутоа, да, се случува, се разбира, мислам, посебно ете кога ќе ни дојдат, најчесто добро доаѓаат еве моиве, брат ми, татко ми, така натаму, кумот и така натаму. Меѓутоа си знаеме, така да си запееме, да си засвириме. Си имате програма, Да. Тоа треба, така треба. Да. Супер. Андријана, фала ти многу што ни беше гостинка. Одвај чекам да ве слушнам со ДНК во живо. ДНК ќе ни бидат гости следната недела, се надевам. Така да и со нив ќе си направиме муабет. Панче ќе си почека до некоја друга прилика. Па ти треба пак да дојдеме, така? Треба пак да дојдеме. Точно. Сигурно. Тоа само еднаш ќе треба да те слушнат, да. Да речам, сите гости што ни били или сите гости што гостувале веќе во Германија сега, веќе се цврсто убедени дека тој чекор повторно ќе го направат и ќе гостуваат повторно, прибидејќи, кој што рековме преска, публиката е тука. Да, публиката е желна, да. Желна, дефинитивно, да. Да. И верувам дека Адријана нема да ни биде последен пат, што можеби вака ќе се видиме, ќе се чуеме. Марина ќе биде таму. Ја од приватни причини ќе бидам одсутен, меѓутоа ќе бидам исто и на тој концерт присутен, без разлика Марина е дел од Петочно. Секогаш она си знае што треба да направи, како треба да направи. И кој знае така да земе. Без знамето не те бива тебе. Нема шанси. Ти благодариме за времето, ти благодариме за она што го сподели со нас или со сите што ќе не слушаат. Ти пожелуваме пријатни денови до 15-ти, добар пат за Германија, прекрасен настап, аз не сумјам за тоа, настапот ќе биде прекрасен. И се гледаме и се слушаме во Петочно во Германија со Марина и Панче. Фала ви многу за поканата и Марина и Панче, навистина е многу интересно, живо, не секојдневно интервју, така повеќе сме навикнати сериозни да бидеме. Фала ви еве што не представувате и во едно поинакво дневно светло, еве така ќе кажам, пред вашата публика. Навистина се радувам на нашата средба, која што ќе биде на 15 февруари, заедно со ДНК. Уште еднаш сакам да се заблагодарам и на Македонско сонце од Дизелдорф за целата оваа организација, за се што прават за македонците таму. И исто така и вас ве очекуваме во Македонија. Мислам, не значи дека треба ние цело време да ви доаѓаме, дојдете и вие кај нас некогаш на риба, на скара и така натаму. Навистина многу се радувам, уште еднаш ви благодарам, ги поздравам сите ваши слушатели на Петочно и се гледаме, значи, на 15 февруари. Да, ќе поставам, ќе ставам линк каде може да си купите карти. Ќе има, се надевам, уште останато, ако не се распродадено. И се гледаме тогаш. Се гледаме, чао, чао. Чус.